Добро вечер, почитувани слушатели, се разбира вие кои што ќе ја слушате емисијата Гласот на вистината. Навистина ви посакувам мир Божи и благослов Божи оваа вечер. Почитувани слушатели, уште една емисија по милоста Божја која што Господ Исус Христос ни ја овозможи да можеме навистина да зборуваме за Него. Затоа што всушност се е под Божја контрола и се по дозвола Божја. Кога ќе го читаме Словото Господово, навистина ќе ги видиме сите овие нешта. И затоа многу е важно да се чита Библијата. Значи, многу е важно да се чита Библијата, да се чита Светото Писмо, за да може да се узознае волјата Божја, планот Божи. Всушност да видиме кој е Бог, што е Бог и што тој бара од нас. И дали воопшто нешто се разбира бара од нас. Почитувани слушатели, Божите добри намери се разбира се запишани во Светото Писмо за целото човештво, за тебе и за мене оваа вечер. И само таму можеме да знаеме за зборот, се разбира за зборот Божи кој се утелотвори пред 2000 години и дојде во личноста на Исуса Христа, нашиот Господ и Спасител. Како што знаете, ние зборуваме за една многу битна и многу важна тема. Всушност, кога зборуваме од Библијата, од Светото Писмо, ние зборуваме за многу важна работа. Затоа што тоа е Божјо Слово и тоа е инспирирано преку Духот Свети. И Бог е автор на оваа, се разбира, книга. Библијата е напишана. Зошто? Интересната работа, зошто е напишана Библијата? Која е целта што таа е напишана? И дали имало потреба да се напише Библијата, да се вложат толку многу години? Всушност, вкупно Библијата, како Стариот, така Новиот Завет се напишани 16 века. Тоа е негде 1600 години. Но Библијата исто така е напишана за да не сочува. Библијата е напишана исто така да и од причини за да ги запази, се разбира, луѓето, за да не служат на лажни богови. Значи, еве една од многуте причини зошто е напишана Библијата, за да можат луѓето да бидат запазени, сочувани од лажните богови. Затоа е запишана Библијата. И тоа е многу важно и многу битно да го знаеме. А во Библијата е напишан вистинскиот Бог. Бог кој го твори небото и земјата. И тој зборува и бара да човекот биде, се разбира, сочуван од тие нешта. Малку ќе се позанимаваме со Стариот Завет оваа вечер. Значи, малку ќе се позанимаваме, се разбира, со Стариот Завет оваа вечер. И ќе видиме што Библијата ни зборува, барем се разбира, по оваа прашање. По прашање како Бог може да не сочува, да го сочува нашиот живот од сите лажни движења и од сите лажни богови. Затоа што кога ќе ги читаме Мојсиевите книги, всушност кога ние ќе ја читаме Тората, петокнижието на Мојсе, ќе видиме која била мислата, намерата Божја по прашање на Божјиот народ. Бог имал една единствена централна мисла. Да народот Божи Израел му служи нему. И кога Бог го враќа Мојсе во Египет, првото нешто што му било пренесено на фараонот било да биде пуштен народот Божи, меѓутоа и тој народ да може да му служи, да му се поклонува и да му се клања, се разбира, на Бог, на Јахве. Така Господ му се представил и на Мојсе во Синај поточно како јас сум оној кој сум, кој вечно постојам, Бог на Аврам и Бог на Исак. И Библијата вели, всушност и самиот Господ му се обраќа на Мојсе и му вели, тоа е моето вечно име. Но гледаме подоцна
кога Бог навистина го порази Египет со 10 чуда. Од Египет после 430 години излезе целиот народ Божи. И Господ преку Мојсе сакаше да ги внеси во хананската земја, во земјата во која течеше мед и млеко. Земја за која што Господ му се закони на Аврам, Исак, се разбира и Јаков, дека ќе му даде во наследство на неговото, се разбира, поколение. Но кога ќе го читаме книгата Излез, тоа е всушност втората книга на Мојсе, ќе видиме дека таа 19 глава гледаме како Мојсе и Бог разговарат. И Бог што прави? Бог му нуди на народот Божи нов договор или нов сојуз кој што ќе можат да го вклучат со самиот Бог. Кога читаме во Библијата, откриваме дека Мојсе бил посредник меѓу Божиот народ и меѓу Бог. И тој дискутирал, тој разговарал. Сите нешта оделе преку Мојсе. Бог им се обраќал на луѓето преку Мојсе, но и луѓето на Бога му се обраќале, се разбира, преку Мојсе. Но гледаме во оваа 19 глава како Бог прави нов договор со Израелот. Меѓутоа, веќе во 20-та глава Бог, читаме во Библијата, му ги дава 10 Божи заповеди. Му го дава декалогот. Му го дава всушност тој небесен устав и тоа небесно Божјо огледало. Како народот Божи да се управува и како народот Божи да ги почитува заповедите Божи и да внимава, а потоа и да внимава од сите лажни богови. Затоа што не само што Египет беше поразен, туку Бог вели ќе ги поразам сите египетски божества и сите ќе узнаат дека јас сум Господ Бог кој го творив небото и земјата. Значи, како да се управува народот Божи и како да се запази народот Божи од лажните, се разбира, богови. Ќе отвориме во книгата Излез, значи ќе отвориме во книгата Излез 20-та глава и ќе читаме, се разбира, од 1 па се до 7. Значи ќе читаме од 1 па се до 7. И еве што ни вели словото на нашиот Господ и Спасител. Тогаш Бог ги кажа сите овие зборови, велејки: Јас сум Господ, Бог твој, кој те изводов од земјата египетска и од домот на робството. Немој да имаш други богови освен мене. Не прави си за себе идол, ниту никаква слика на она што е горе на небото, што е долу на земјата, што е во водата под земјата. Немој да им се поклонуваш, ниту да им служиш, бидејќи јас сум Господ, Бог твој, Бог ревнител, кој за гревовите на татковците ги казнувам децата до 3-то и 4-то колено, ако тие ме мразат. Кој покажува милост на илјадници поколенија, што ме сакаат и ги чуваат моите заповеди. Не изговарај го напразно името на Господа твојот Бог, бидејќи Господ нема да го остави неказнет оној кој напразно ќе го изговори, се разбира, името Негово. Еве како гласи првата Божја заповед, кој што исто така е и најголема заповед. Немој да имаш други богови освен мене. Може би денеска ние размислуваме во едно и живееме, се разбира, во едно многу помодерно време. И размислуваме дека ние навистина го познаваме вистинскиот и живиот Бог кој го твори небото и земјата. И дека ние немаме идоли и дека не им служиме на лажни богови. Почитувани слушатели, подоцна кога ќе ја читаме Библијата, ќе видиме дека Божиот народ си направи златно теле, како Бог кој ќе ги води, се разбира, до хананската земја. Всушност, тој Бог ќе биде нивниот водач. Има многу нешта за кои што можеме да зборуваме по оваа прашање. Дали имаме идол? Дали ние им се поклонуваме на други богови?
Кога ќе си го поставиме прашањето денеска на што најмногу му посветуваме време, ќе откриеме дека и ние имаме богови. Но затоа е многу битно и многу важно дека Бог од Божиот народ бара Бог да биде најважен и приоритет и авторитет во нивниот живот. А се друго остаток е и споредно. Затоа, јас ќе ве оставам ова вечер со оваа мисла да размислите дали имате богови во вашиот живот и кои се вашите богови. Можеби вие не правите златно теле, ниту имате златно теле, но внимавајте, немојте да имате други богови освен Господ. Така му заповеда Бог преку Мојсей на Божиот народ. Немој да имаш други богови освен мене. Всушност, ова е првата и најголема заповед, која не тера да размислуваме за Бога и да веруваме во вистинскиот жив Бог. Се разбира, ако даде Господ, ќе продолжиме наредната емисија по оваа прашање. Ќе зборуваме малку и ќе се позанимаваме со декалогот. Ќе се занимаваме со 10 Божји заповеди. Потоа ќе читаме од 5-та книга на Мојсија, тоа е всушност повторени закони. И ќе видиме што таму Господ ни зборува. Се разбира, правенствено Бог му зборува на Божиот народ, но не и помалку за нас денеска важи. Бог сака да биде најважниот во нашиот живот. Дали тоа место ние му го даваме? Секој нека се праша оваа вечер. Ако даде Господ, како што реков, продолжуваме наредната емисија, емисијата Гласот на вистината. До тогаш имајте една убава и благословена вечер и се разбира, Господ нека биде со сите вас. Пријатна вечер.